низ збунувачкиот концепт на времето, врз гнилишта на безразумни греди, со смела мазохистичка ведрина, немоќен од немоќ, живее еден чуден, убав народ, во брилјантната шега на етерот. Талка, лута, си ја гони сопствената сенка, ги декодира своите заборавени мудрости за преживување, во метежот од секојдневни празнословија. Парчињата од колективното огледало ги бара во историски дати, географски поими, промашени шанси и неискажани зборови, со проклето силен рефлекс да ја бара вината во друг, а квалитетот во некој друг, задридот. Овој чуден и прекрасен народ поседува огромен уметнички потенцијал и уште поголем страв да си го признае тоа на себе си. Токму затоа и сме тука, да го отвориме прозорецот и да влезе зрак светлина на македонската сцена од светски размери, за да ги осветлиме оние кои молкум бдеат и го очекуваат аплаузот во маглините на невидлива Македонија. Здраво, јас сум Петко Костовски, а вие се наоѓате во Невидлива Македонија. Оваа епизода ќе зборуваме за македонската транс-сцена, која со својот игри вриеш и уникатен електронски здив, во манир на ориентален заводник, пред 10 години прострои како утринска свежест на светската електронска сцена. Како што слободно можеме да кажеме, малиот джин од Балканот, низ годините, ненаметливо, а дрско, успеа да се избори за своето место во редот на големите играчи на светската електронска сцена. Психоделичната музика во Македонија се појавува во средината на 90-тите. Од тогаш па наваму оваа сцена рапидно расте и се развива. Во почетоците се базираше на мали андерграунд заводи. Пионерите во организацијата на забавите беа диџеите Бушава Азбука и Транс Експириенс. Освен диџеи и промотори на оваа сцена се изнедрија многу продуценти. Од амбиент и chill out, преку прогресив и гоа, па се до ноќната психоделична музика. Македонските артисти денес не знаат за граници и се многу добро познати на глобалната сцена. Изведувачи како Атрион, Тенгри, Енцефалопатикус, Глисаргон Демогоргон, Јудиштира, Фобос Азазел, Спирит Архитект се артисти кои што ја одржуваат македонската транс-сцена во светскиот врв. Артисти со многубројни изданија за најреномираните светски издавачки куќи, десетици настапи годишно и огромна публика ширум светот. Да ги чуеме. За волку мала држава, мислам дека бевме онака пионери на Балканот. Ја имав среќа да ги фатам почетоциве затоа што мои блиски пријатели почнаа да ги прават журкиве тука уште 95-96-та. Така да среќни бевме што почетоците воопшто глобално беа тука негде околу 95-та, 92-та, 3-та, 5-та. Од сите артисти што дошле во тоа време, нели, нашата публика ја кажувале као најдобра после Јапан. Самата музика си имаше своја публика си доби и почна да расте. Да. Кога ќе гледаме на сцената, како што кажеме, музиката од една страна, но кога збориме за публика, за сцена, кога збориме за транс-сцена се и организаторите, и декор тимовите, и луѓето за звук, сите оние журкаџи, луѓе што рипаат до скокање, до потање на журката, што ја прават забавата, сите заедно се споени со еден сублимат интересен, што пркнува особено на отворено, на open air журките на отворено, и тогаш што добива на најблескава колоритна енергија на трансот. Веќето беа изненадени у тоа време затоа што нели толку мала земја, а има така голема публика и ја разбира музиката, значи секогаш кога ќе на почетоците кога требаше да се букира некој артист од страна, кога ќе се кажеше Македонија, увек имаше скептицизам, нели, од аспект на кај доаѓам и дали ќе има некој тамо воопшто заинтересиран да ме слушне, а од после нели веќе е друг муавет. Да, многу луѓе дури не знаат кај е Македонија, кога идеме ние да пуштаме негде музика, од кај си од Македонија, кај е тоа што е, кај се наоѓа такви муавети. Увек сме се држале добро. Увек сме се држале. За разлика од Балканов, Србија, пример е доста поголема од Македонија. Ние сме биле лидери спрема нив, лидери, не знам како да кажам, али ни се восхитувале. Со Грција сме се рамњале, дури сме онака смивале и попознати артисти од нив. Да. Или тука негдека не е битно кој е попознат, али доста сме зрачале на глобално ниво и се уште зрачиме. Имаме некој квалитет имаме некој печат оставен, че се знае дека Македонија носи добри артисти и носи добар звук.
Тоа веќе не е прашање, знаеш. Можда на почетоците дури се пробивавме сите, меѓутоа сега веќе се знае дека Македонија значи добар звук. Кај нас има пуно организации, пуно лейбли, пуно дечки кои што продуцираат. Еве го Маги еден од нив. Не знам, Вале близ Аргон Демогоран, тука се Galactical Explorers. Од една страна имаш уж тип Демонијак, Инсомнијак. Да не ги редиме Парамат Макала, Оги, Юдиштира, Оги. Боби, да. Свеста овде кај нас, пристапот кон нешто непознато е секогаш кочница тука, знаеш. Така да споредбата со европски земји, ја мислам тоа дека е кочницата, затоа што надвор мислам дека на никој не му смета ако на радио оди транс музика, а тука дека секогаш има предрасуда без основа нека. Значи треба да ќе викнат сите тие успешни артисти што издаваат, што барем чисто онака да се спомена, да се кажат два-три збора. Еве ги, овие се нашите луѓе што прават музика, издаваат музика, свират, некој ги обожава во странство. Има пуше 10-20 луѓе кои што читаат низ Европа, низ светот, тие се со својата музика се амбасадори на Македонија. Она што они го бликаат низ светот останува таму и се враќа, има фидбек од таму. Колку ние тука самите пробуваме да буткаме, они самите го буткаат нека секаде во светот. А тоа што немаме поддршка кон емисијата наша, речеме уште неколку емисии да буткаат, тоа е друга работа. Греота е да не сме препознаени од државава никако, затоа што не е воопшто наивно ова што го правиме во светски рамки. Значи Македонија како звук е голем печат остава. Настапуваме на фестивали каде што има од, не знам, 5000 до 50.000 луѓе низ цел свет. Така да некако ако не се вакви емисии како твојава и уште пар некои андерграунд на радио емисии, тоа ќе остане така само меѓу нас. Незабележано. Некој што никогаш не бил на журка нема ни да знае дека таа музика постои уопште, нели? Да им овозможи државата полесно да се транспортираат низ светов и да промовираат и државата и нивната музика. Затоа мора да има нека ваква емисија да им каже на луѓе, има луѓе што гледаат само телевизија, може не бараат на интернет да чујат нешто ново и така нешто. Почитувани гледачи, во продолжение ќе го проследите прилогот во кој што артистите од македонската електронска сцена ќе зборуваат за специјалниот гостин на нашата епизода. По почетоците му беа прво Заедно со Марко Марко, да, и после со Валя правеа нешто музика колку што се сеќавам. Да, Убаво ги знаеш, вие заедно имате работели. Да, како што кажав 2002-2003 кога почнавме да правиме нели журки, поголеми журки. Значи ги правевме заедно со Боби. Јас Боби плюс организацијата се викаше Alpha Dimension, јас и Боби бевме како букинг менаџери, да викаме артисти од страна, пуштавме музика, нели? Марко продолжи со тој проект сам да биде, а Боби реши самостојно да си направи свој проект прогресив, по-прогресивен проект, кој се вика се Алгоритмија, влезе во Iono Music, издаде некои EP, неколку EP изданија. Брзо се прови тој лейбл и ја освои публиката на... Тоа EP со брзина светлината ги електрифицираше оние антени на прогресивните љубители на таа музика, на тој звук низ светот. На светско ниво ја би го ставил најдобри 10 артисти од тој стил, нели, прогресив. Боби е некој што се котира многу добро у прогресив сцената, затоа што нели внатре трансот има поделби, значи има прогресив, има поп-психоделичен, има дарк, има фулон, има чилаут. Па од најдобрите? Да, меѓу најдобрите во со сите тие прогресив сцена. Што се онака доста познати имиња. Така да неговиот звук припаѓа у прогресив приказкава и моментално е еден од побитните артисти, зборам глобално, у прогресив музикава. Боби Алгоритмија го внесе оној неговиот звук кој што го имаше више со Марко во Imaginary Side, малце длабока некоја естетика донесе во тој Iono звук. Не сум ја лично премногу љубител на прогресивната музика, но тоа е моје видување. И на тоа ги инфицираше многу ликови. Кој што кажа претходно и се расшири тој негов звук и не е толку подлабока, има душа некако за разлика се. И длабока и хипнотична е во време. Да. Убави бои, атмосфери, по-психоделично.
не е она баш суво, знаеш, неколку елементи, внесува поише психоделија во прогресивот. Тоа што го двои, мислам дека конкретно во тој звук почна приказката да бега од психоделичниот звук. Може би Боби враќа некои моменти на психоделија во самиот прогресив звук, така да тоа е она што евентуално го одвојува у прогресив приказкава. А сега, одиме со еден блок на реклами. Добро беше? Прогресивниот транс проект Егоритмија е создаден во 2008 година од Бобан Лазовски од Скопје. Неговото прво искуство со продуцирање датира уште од 2001 година кога експериментираше со различни жанрови на музика и зема учество во неколку псай-транс проекти, како Imaginary Sight со кој имаше неколку остварувања. Звукот на Егоритмија е лесно препознатлив затоа што е длабок и динамичен. Неговиот уникатен магнетски звук за многу кусо време го привлече вниманието на издавачката куќа Yono Music и веднаш е повикан да се потпише за оваа издавачка куќа и го издаде своето прво EP, Nightside. Од тогаш неговата музика го достигна самиот врв на психоделичниот прогресив транс со EP-то Beyond Gravity 2010 година и неговиот ремикс на Ace Ventura, Dark Matter 2011. Исто така значено издание е компилацијата Forensic Science во 2011 и соработката со Марко Радовановиќ од Србија, познат како Еклип. Попатно има соработувано со половина дузина артисти од светот како Rhythm, Zen Mechanics, Symbolics, Еклип и Zeus. Има издавано и за други издавачки куќи како Blue Tunes и Бога, Echoes и Plusquam. Со сите овие изданија Егоритмија го направи зависен од својот звук целиот свет електронската музика, патува по целиот свет, од Европа, Бразил, Мексико, Австралија. Секогаш во движење Егоритмија го одржува својот оган жив, се посветол и се поголем. А сега, крем де ла крем. Гордоста на македонската електронска сцена. Омилениот артист на вашиот омилен артист. Егоритмија. Во Македонија тебе интервјуа едно пред 2-3 месеца, 4, не знам. Освен тие инфоа за евенти и настани кои што се случуваат за викендот, така не ги рачунаме тие. 3 до 4 пати дали имало нешто поврзано со надпис, статија, интервју во магазин или дневен весник. Во минатото настапував многу почесто, од кога успеав на интернационалната сцена. Во Македонија настапувам, не знам, еднаш, максимум 2 пати во една година. На почетокот ми беше многу, не знам, изненадувачки, се случи премногу брзо за да го воспримам дека сум таму, некако ми беше уште нереално, не може да поверувам. И не знам, со тек на време почна да се навикнувам и сега ми е сосема нормално како дел од мојот живот. Не, што значи, па ништо, пред се работата што ја работам на толку високо и успешно ниво, ги задоволувам моите критериуми, критериумите на публиката на секаде во светот. Не знам, задоволство е. Мене ми представува големо задоволство да бидам, тоа нема некои официјални ранкинзи, меѓутоа со толку настапи и според цифрите на социјалните мрежи поврзани со музика и музички артисти, многу добро котирам и не знам, тоа е. Процесот е многу мако трпен и бара жртвување на голем дел од твоето слободно време, не од слободното, него буквално од времето. Значи, ја кога почнував да се занимавам со продуцирање електронска музика, работев од 8 до 10 сати дневно, секој ден без викенд, комплетно целото слободно време, да кажеме на еден начин ги жртвував 20 години од животот за да успеам во нешто и на крајот се исплатеше.
многу често се запрашувам, бидејќи настапуваш секој викенд и настапуваш на различни места, настапуваш на многу комерцијални евенти, настапуваш на по-андерграунд, по-алтернативни и сето тоа испомешано и влагаш во некој луп каде што после известно време на некој начин и го губиш својот критериум бидејќи си под влијание на публика постојано. Не си бидејќи во ова модерно време на хајперпродукција многу тешко имаш време да седнеш и сега ќе isproduciram еден албум, да речеме 6 месеци, бидејќи немаш време за тоа, имаш по 3-4 дена во неделата да влезеш у студио како што треба и кога влагаш во тој некој магиевсан круг, луп, настани секој викенд различна држава и ти се меша на некој начин, го губиш идентитетот и критериумот, бидејќи секоја публика бара различни работи, мораш да внимаваш како таа музика како функционира на подиум, значи дали ги движи луѓето, дали не ги движи, кога се концентрираш на многу такви детаљи, понекогаш го губиш квалитетот на права издржана музика. Од време на време треба да се приспиташ дали треба со други очи да гледаш цела работа или да влезеш емоционално тоа. Мислам, кога ќе влезеш емоционално, малце го губиш тој критериум за квалитет на музика. Треба некогаш да се тргнеш на страна, студио, да слушаш малце и поразлични видови на музика надвор од ова и да склопиш некои коцки, да се вратиш на она што мислиш дека за тебе представува квалитет. На почетокот, буквално беше само желбата и упорноста и верувањето во тие ништа. Иначе, од кога успеав, не знам, обично имам 3 до 4 дена неделно кога би можел да влезам во студио да isproduciram нешто. И обично се трудам тие денови да бидат во утринските часови, да некаде на пладне до 3-4 сата да имам завршено со тие утрински човек сум, не знам како да кажам, не ќам да работам навечер во досните вечерни часови. Не знам, тој некој ритуал со тој некој ритуал веќе работам, не знам, за последните 5-6 години и не знам, ми лежи тоа утринско работење. Ако ме прашуваш за денеска, како е Скопје, е разочарувачки на некој начин. Ми се има да случувано онака, имам желба да искочам да видам што се случува и не знам, дефицитарни сме со број на клубови, програмата е толку досадна, со едни исти диџеи се вртат веќе 20 на години, што е и дел од тие диџеи веќе някога идам да ги слушам, не ни знам повеќе што да очекувам од нив, бидејќи работат во 5 различни клуба, да речеме, во неделата и настапуваат со 5 различни сетови видови на музика и некако се ми испомешано. Ретко се случува да видиш некој 20 години да пробува да направи нешто за електронската музичка сцена, да поддржува со, не знам, изданија, со евенти. Што е различно, се повеќе се делиме на некои подгрупи, како, не знам, мали групи на луѓе кои што ми текнав 90 во Скопје и во почетокот на 2000-ти, че кога идеш да слушаш електронска музика, не идам да слушам, вамо има во сектор има ваква музика, вамо има не знам каква и со тие некои музички бариери, вкусови се подели сцената на многу мали групи и самите настани не нудат не се посетени повеќе од 200 до 300 луѓе, што онака жалосно за Скопје прилично голем град, има многу помали градови низ светот каде што се многу попосетени. Луѓето не се делат на, не знам, дали некој слуша транс музика, хаус, техно, не знам, драм and бейс или во денешно време се појавија некои предрасуди, ти ако слушаш, не знам, овој вид на музика, па дури не би сакал да се дружам со тебе баш од таа причина, што за мене се, не знам, не можам да ги, уште мојот мозок не може да ги воспреми. Многу тешко би можел да направам компарација, например, Скопје со Париз или со
Лондон или не знам со некој со не многу сме далеку од тој начин на таму како се третира културата до Скопје. Светлосни години и тоа е правено со векови, не е гајано и малце, не знам, неблагодарно да разговарам на таа тема, што разликите се огромни. Ние сега стануваме свесни за некои работи, што значи култура, што е култура, поддржување на културата, градење на некоја стратегија државна во нешто што си квалитетен, со што може да представуваш државата, не знам, народ. Генерално сме многу талентирана нација, посебно музички сме многу талентирани, а тоа е некако тргнато на страна во некој ќош како најнебитна работа во цело општество наше во држава. Тоа би требало да биде единствениот надпревар по кој треба се надпреваруваат нации. На некој начин и музиката индиректно пак е некој надпревар, че ти кога еве на било кој граѓанин од нашава држава кој ќе види некој успешен артист, продуцент, не знам, гитарист, било што, дека е успешна представува земјата надвор од границите, секој би му представувало некој задоволство и би се гордел со тој момент. Мислам, тоа е природно кога припаѓаш на некоја држава, припаѓаш. Ќе го исечеме тоа. Што знам, тоа беа на златните години на Скопје, кога Скопје беше буквално онаков град каде што многу луѓе посакуваа да излагаат во овој град, дури и од поранешна Југославија и од другите околни држави. Беше центар на случувања, имавме толку многу настани со интернационални гости, со домашни. Во еден викенд многу беше тешко да се одлучиш каде би сакал попрво кој настан да го посетиш и не сум се запрашувал за цена на влезница. Онака ми било доживување да ги соберам парите цела недела само за да го посетам евентот. Се уште влече на некои корени од минатата држава. Не знам, малце сме спори во тоа прилагодување на нешто ново, што се случува веќе долги години во светот. Дали музичкото новинарство, дали Министерството за култура, не знам кој се треба да се занимава со... Многу сме неинформирани, буквално не знам и дали постои музичко новинарство во држава. Не знам, ако не цениш во нешто што си успешен, ако не го цениш тоа, нормално дека е контрапродуктивно. Значи, место имаш готов производ со кој може да нешто што може да го понудиш на светот, што може да го понудиш на светот, на Европа, не знам, било каде, и ти не знаеш дека постои тој производ. Тоа е дел од културата нивна. Више, тоа е, мислам, голема индустрија, многу пари се вртат. Еден обичен настан евент заработуваат огромен број на различни луѓе што се занимаваат со различни професии. Немам поддршка некоја, ако збориме за државата или веројатно не знаат дека постојам воопшто. Така да не знам како би очекувал да имам поддршка. Не знаат дека имаат... Ето имам по 50 до 80 интернационални настапи годишно под името у заграда Македонија со знаме на секој флаер, на секој евент. Ти дел од тие настани се посетени од по 30-40 илјади луѓе. Ако се бавиш со оваа професија или поточно ако патуваш многу често и посетуваш држави за каде ти е потребна виза,
А се подсетиме дека во Македонија, освен неколку амбасади, каде што можеш директно да извадиш виза, надлежните амбасади за Македонија се надвор од држава. Процесот да добиеш визата не е воопшто лесен. Поддршка од Министерство ка помош никогаш немам добиено и губам прилично доста настапи годишно. Другиот проблем е времетраењето на тие процеси, бидејќи мене постојано ми треба пасошот и јас сум дали 5 дена од неделата имам можност да извадам виза. У тие 5 дена кога сум слободен, кога немам настап, ја морам да успеам да извадам таа виза. И тоа ме спречува. Значи, другите држави имаат различни, например во Германија е дозволено да имаш двоен пасош. Да, можам да кажам за кај нас дека не постои двоен пасош, единствено постои некој дипломатски пасош кој што го доделуваат на луѓе што се заслужни за државата. И мислам дека од уметност имаат само 20 добиено некој глумец и некој оперски пејач што анонимно ми кажа, не ми ги представија кои се толку. Па, ете, интересно е, да, настапувам во толку многу различни држави во светот, а најголема популарност имам во нашиот јужен сосед во Грција, да кажам, во Србија исто така. Ете, можам посебно за Грција да кажам, дека сум многу популарен во Грција и дека немаат никаков проблем со тоа што доаѓам од Македонија, ме почитуваат и како секој друг артист од било која друга земја, дури повеќе и не знам, се чувствувам пријатно, ете, за разлика од некои други искуства, некои луѓе што ги имаат, имам прилично добро искуство со Грција. Како што луѓето гледаат колку сум успешен и дознаваат за мене, сум тоа се променува и на почетокот да, ми пречеше. Се чувствував, не знам, како да е не фер се до тоа, ама обично така се случува во при треба да успееш на страна и да бидеш многу успешен, да почне да те ценат во сопствената држава. Обично така се случуваат работите. Пак доаѓаме до моментот култура во Македонија. Толку е тешко да се збори на таа тема поврзана со Македонија и култура. Некако не идат. Имаш држави како Хрватска, како не знам кој, каде што си поставуваат стратегија ќе ни биде култура и спорт и ги помагаат тие сфери во општеството, бидејќи знаат дека се успешни во тоа. Алтернативната музика ни е толку многу таленти има и квалитет, што ете имаше некои обиди, не знам што се случуваше конкретно, имаше некои фондови од државата за поддршка на македонската музика, меѓутоа дефинитивно отидева погрешни раце. Па дефинитивно само доарба. Значи, мислам дека тоа е еден од главните проблеми да си роден во Македонија и да живееш во Македонија, со текот на времето ја губиш самодовербата и не веруваш, бидејќи сите случувања околу тебе ти создаваат некоја таква атмосфера и самодовербата е главната причина. Значи луѓето да веруваат во себе дека се способни најмалку на исто рамниште како било кој во светот, што многу малце луѓе го поседуваат тоа, сите се плашат, страх од непознато, не влагаат со самодоверба, со 100% посветеност на проектот, на такви некои моменти. Многу често ми се случува на настап да дојде некој кој што живее во таа држава во која што настапувам во моментот, а македонец и живее таму и многу често се случува да се појави, да се представи дека и он е од Македонија и дека кога видел дека настапуваме едва чекал да дојде на настанот и се случува многу често на секаде во светот. Тоа од држава до држава многу тешко да можеш да одговориш на тоа прашање. Има најосновни примери ќе ви кажам. Данска и Шведска комплетно различна сцена имаат, различна музика, се допаѓа на едните различно на другите, не знам, Португалија и Шпанија, не знам. Многу интересно е, толку различно е што многу интересно е да доживееш се до тоа од држава до држава, каква разлика има.
Гледам дека има некое раздвижување, има многу повеќе настани. Ништо да се надеваме дека публиката ќе се врати повторно како што беше од крајот на 90-ти и 2000-ти години. А за тие делот што е по underground, да го наречам по-алтернативен, тие се супер функционираат, тие низ градов, такви забави по 200-300 луѓе. Дел од нив ги посетувам и се занимавам со, нели, генерално мојот жанр се вика прогресив psytrance музика. Иначе, што се занимавам и со техно, tech trance, psybreaks, не знам, downtempo, ambient. Сум многу не кем да се задржам на еден одреден жанр. Планирам да издадам албум наредната година. Тој дебют албум уште што го немам издадено, а имам преку 50 на 60 синглови издадено. И имам нов проект со еден колега од Белград и клип, се вика Time Travelers, ке се вика проектот. Имам планови некој исто брейк, psy-break проект. Сакам слобода во продуцирање, да не бидам ограничен со некој стеги, например Goa Trance или во Psychedelic Trance. Имаше као некој обрач од кој што не можеш да излезеш, таа е формулата, тоа е тоа. И сега со Progressive Trance као да се прошири тоа, имаш многу поголем простор за работа, да експериментираш по различни стилови и се до тоа. Поздрав до гледачите на Невидлива Македонија. Овие размислувања и творби на македонските уметници се исто така дел од нашето секојдневие, како и безбројните тривијалности на кои што без борба им го препуштаме нашето внимание. Размислете за ова. Во меѓувреме, ние остануваме тука, на маргините, во една невидлива Македонија. Довидување.